Благодарам, председателе. Сакам кратко да ја демантирам колешката Сања Лукаревска по однос на нејзината анализа на овој ребаланс на буџет, каде што многу пати имаме кажано и заменикот министер на Комисијата за финансирање и буџет, денес и министерката за финансирање, значи со овој ребаланс нема кратење, освен што има додавање или прераспределба на средства. И не знам кој пат ќе повториме оние најкрупните средства или можеби најбитните или она со кое што се одликува овој ребаланс, а тоа се 800 милиони денари повеќе за плати, 2,5 милиарди денари повеќе за пензии и 300 милиони денари за капитални инвестиции. И сега, ако оваа пренамена на средства не се однесува за граѓаните, навистина негде не се разбираме или поинаку гледаме на нештата. Понатаму, 307 милиони денари ќе има за нови автопатишта. Исто толкова сума ќе има за нови автобуси. 2,5 милиарди за Финки и ФФК. Знаете, оние факултети кои што останаа рушевени во време на владењето на ДУИ и на СДСМ. 2,5 милиарди, кажав, 35 милиони за кампусот Мајка Тереза. Над 160% е зголемена ставката за набавка на современи медицински апарати. Навистина, не знам како не гледаат колегите од СДСМ дека ово е ребаланс кој што навистина креира политики за граѓаните и инвестира онаму каде што со таа инвестиција повторно ќе се зголемат добивките. Ако вие сметате дека со зголемување на ставката за капитални инвестиции нема во држава да заживее економијата, нема да имаме зголемен економски раст, нема да имаме зголемен бруто домашен производ, тогаш не знам навистина на кој јазик треба да зборуваме за да ви објасниме дека тотално тоа што нема да гласате за овој ребаланс нема генерално да ја промени ни сликата, но ете фактот дека повторно сте за политиките кои што водат кон зголемување на економијата. И сега одговорница, едно што ми остана, кажавте 160 амандмани сте поднесле, ги повлековте и велите тие 160 амандмани биле истите што ние како опозиција сме ви ги поднесувале вам кога сте биле власт. Што значи дека и вие како власт истите сте ги одбиле. Само која е разликата од оваа власт и онаа тогаш? Оваа власт за само една година или да не речам првите 3 месеци од владењето обезбеди 250 милиони за општините. Сега имаме општини кои што имаат 100% реализација од нивното ветување и плюс од ова што го добија од владата. Која е владата која што не работила во интерес на граѓаните? Дали владата на ДУИ на СДСМ или владата на ВМРО, ДПМН и коалицијата? Ви благодарам.